Добре дојдовте на видеочасот по предметот македонски јазик, наставна единица интерпретација на песна полско училиште. Овој видеочас е наменет за учениците од 5-то одделение и низ него ќе ве водам јас, Костовска Лилјана, одделенски наставник во основното училиште Гоце Делчев од Моргино. Очекувано е дека на часот ќе го научите следното: да умеете да анализирате лирска песна, да умеете изразно да читате, да го збогатувате речникот со нови зборови, да развивате љубов кон поезијата и кон литературата воопшто и да развивате љубов кон природата, да учите за биодиверзитет и да ја јакнете екосвест. Потребни материјали за реализација ќе ви бидат следните: тетрадка, молив и учебник по македонски јазик за 5-то одделение од авторите Љубица Севдинска и Весна Настоска. Часот ќе го започнеме со стратегија маски. Тоа е всушност една едукативна игра која што ќе ви помогне да се сконцентрирате и да стигнете побрзо до целта. Јас ќе замислам некој предмет, некоја личност или некој објект и ќе ви понудам неколку тврдења. А вие што побрзо ќе треба да погодите што имам замислено дека сум јас. Можеме да започнеме со играта. Што сум јас? Ако во моето име има 4 согласки и 4 самогласки. Што сум јас? Ако сум било, сум или ќе бидам дел од животот на секој човек. Што сум јас? Ако знаете дека сите за живот ги подготвувам. Што сум јас, ако звончето е мојот заштитен знак? Што сум јас, ако знаете дека детски џагор ме исполнува? Ако го добивте одговорот училиште, тогаш вие знаете што сум јас. Училиште е точниот одговор, но на тврдење на кое што погодивте, толку поени ќе се запишете. Се разбира, сите вие си имате сретнато со поимот училиште. Веројатно знаете за основно училиште, средно училиште, музичко училиште, балетско училиште, спортско училиште, но што ако ви кажам полско училиште? На што ќе ве асоцира тоа? Препуштете се на вашата фантазија, погледнете ја и сликата и размислете кој би можел да го посетува полското училиште. Гледајќи оваа слика, веројатно ќе речете дека можат да го посетуваат птици, инсекти, пеперутки, убамари, пајачиња, полжавчиња, стоногалки и сите живи суштества што живеат во полињата. Така е. Целта за овој час ми е интерпретација на песната Полско училиште од авторот Али Агбаш, па да видиме како тој го замислил своето полско училиште. Слушајте внимателно. Годишно време, месец, ден, сјај, од сламка и од кал да свие гнездо рај, чедото да го подготви за лет во својот роден крај. Од каде научила оваа птица толку жедно? Во полското училиште учела вредно. Црвен, син, виолетов, жолт, цвет по цвет. Вредната пчела ги посетува влет. Од каде ги знае патиштата на овој свет, на долници, угорници, брда, потоци, бесконечно, во полското училиште учела вредно. Пајакот малечка бубачка со гордост јае, на керка си че издаткае. Оваа кинеска тантела што ја знае, на кој Гергев го везела вешто, во полското училиште учела вредно. Веќе рековме дека ова е песна на поетот Али Агбаш. Се надевам дека ви се допадна. Може би имавте зборови кои што не ви беа докрај јасни. Јас ви одделувам некои од зборовите кои што мислев дека можат да ви се помалку јасни. А тоа се чеис, односно тоа е опремата што ја донесува невестата кај мажот. Гергев, тркалезна рамка на која се распнува платно што се везе. Брдо, тоа е рит. Тантела, украсна ткаенина која најчесто се користи за порабување на облека. Но ако имате и други зборови кои што не ви се јасни,
а можете да го користите и воопшто како корисна алатка, тоа е дигиталниот речник на македонскиот литературен јазик. Слободно отворете го подолу на линкот и може да го богатите својот речник. Прочитајте ја песната во себе барем уште еднаш и размислете за следното. Од колку строфи е составена оваа песна? Од колку стихови е составена секоја строфа? Што друго забележуваш? Дали во песната има рима? Дали можеш да ја пронајдеш римата во песната? Може да го застанете видеото тука, да размислите и да одговорите на следните прашања. Веројатно дојде до следните заклучоци. Песната има 4 строфи. Секоја строфа има по 4 стиха. Она што е необично и што се забележува тука е дека во песната има еден моностих, тој издвоено од строфите и се повторува како рефрен. Во песната има рима и тоа. Во првата строфа римата е сјај, рај, крај. Во втората строфа цвет, лет, свет. И во третата строфа сјае, ткае, знае. Сега ќе преминеме на содржинска анализа на песната, односно ќе ги пронајдеме поетските слики. До сега веројатно забележа дека секоја строфа представува една поетска слика. Тоа не мора да биде секогаш така, но во случајот е. Ова е првата поетска слика. Годишно време, месец, ден, сјај. Од сламка и од кал да свие гнездо рај. Чедото да го подготви за лет во својот роден крај. Од каде научила оваа птица толку жедно? Во полското училиште учела вредно. Овде поетот ни раскажува за птицата. Тој е изненаден како птицата има толку големи способности, како може да направи од кал и од сламки да свие гнездо, тоа да биде рај за незините мали птици, и како може своите малечки да ги научи за пат толку долг. Тој претпоставува дека таа учела во полското училиште вредно. Ако треба да издвоиме една главна мисла од првата поетска слика, јас би ви ја предложила следната. Во полското училиште птицата научила да свие гнездо и да ги подготви своите малечки за долг пат. Запишете се главната мисла во своите тетрадки. А ако сакате да научите нешто повеќе за птиците, посебно за птиците преселници, може да го посетите линкот најдолу на страната. Втората поетска слика. Црвен, син, виолетов, жолт, цвет по цвет. Вредната пчела ги посетува влет. Од каде ги знае патиштата на овој свет? Надолници, угорници, брда, потоци, бесконечно, во полското училиште учела вредно. Овде поетот се задржува на пчелата, на тоа како таа ги посетува сите цветови, за од нив да направи мед, за тоа како ги знае сите патишта на овој свет и претпоставува дека тоа го научила во полското училиште. Ако треба да запишеме една мисла главна од втората поетска слика, јас ви ја предлагам следната. Во полското училиште вредната пчела ги открила патиштата на природата кои ја носат од цвет на цвет. Во своите тетрадки запишете се главната мисла. А ако сакате да научите нешто повеќе за пчелите, посетете го линкот најдолу на слайдот. Третата поетска слика е следната. Пајакот малечка бубачка со гордост јае, на ќерка си чеиз да ткае. Оваа кинеска тантела што ја знае, на кој Гергев го везела вешто, во полското училиште учела вредно. Овде поетот објаснува за пајакот, кој е малечок инсект, малечка бубачка, но која може да направи многу интересни мрежи, тантели. Се прашува таа каде го научила толку вешто и заклучува дека пајакот сигурно одел во полското училиште и учел вредно. Да запишеме една мисла од третата поетска слика и тоа јас ви ја предлагам следната. Во полското училиште
пајакот ги совладал вештините над каењето и везењето. Запишете си ја мислата во своите тетрадки, а ако сакате да научите нешто повеќе за пајаците, можете да го посетите линкот најдолу на слайдот. Сега сакам да си ја прочитате песната во себе, да размислите и да се обидите да објасните. Постои ли училиште во кое птиците и инсектите го учат тоа што вешто го прават? Кој ги учи така вешто и умешно да обстојуваат во средината? Застанете го видеото тука, размислете и објаснете. Ова се заклучоците до кои требаше да дојдете. Училиште е самата природа. Во неа се е во совршена рамнотежа. Условите во животната средина ги учат живите суштества да се однесуваат согласно со природните принципи. Ова може да си го запишете, а може да го запишете и зборот биодиверзитет, кој се насеќа иако не е директно спомнат. Тоа е мноштво и разноликост на жив свет. Ние како луѓе ја имаме таа задача да го зачуваме биодиверзитетот, да го чуваме мноштвото и разноликоста на живиот свет и да живееме во согласност со природата. За крај на овој видеочас ќе ви ги дадам следните задачи. Да ја прочитате песната изразно неколку пати и да се обидете да направите тврдење за стратегија маски. Можеш да бидеш птица, пајак, пчела или нешто по твоја желба од оваа песна. Некој од твоите блиски нека погодува што замисли да бидеш ти за твојата стратегија маски. Ви благодарам на вниманието.